Да ти кажам право, убав е паркот, сончево, пријатно есенско време во Куманово. Куманово е инаку општина која е најбројна во Македонија. Ако се суди по последните податоци, има над 105.000 жители, која веќе сум во улога на Апостол Симеонски, само уште да кажам дека најмалубројна е општината Вевчани со 2300, а најголема општина, најпросторна е Прилеп со Маријово. Се разбира, ние сме во Куманово заради забревтената изборна кампања, овде има неколку кандидати, но ми се чини дека најважната компонента на кумановскиот раритет е СДСМ против СДСМ, ако можем така да се изразам условно, битката на довчерашниот или актуелниот градоначелник Максим Димитриевски со неговиот против кандидат од СДСМ. Гостин во овој утински брифинг е нашиот колега, првиот човек на телевизијата Плюс, Драган Ивановски. Драгане, кажи ми, колку кандидати има во Куманово? Колега Човановски, пред добро утро, да ви посакам добре дојде вам и на екипата во Куманово, ви посакувам пријатен престој и простете што вака малку рано наутро е свежичко, очигледно општинската администрација доцни и денеска па го нема отклучено на дворешното грејање. 5 мина кандидати имаме, веќе тие почнаа по дебати на националните телевизии. Веруваме дека Куманово е во фокусот на вниманието на цела Македонија поради фактите кои веќе ги споменавте и верувам дека предизборната кампања ќе биде уште поостра како што се доближуваат изборите. Гледам дека во дебата се повеќе се подкрева тонот на дебатата, се нудат веќе и некои факти, иако можам да кажам дека има и некои нереални ветувања, како и во цела Македонија, затоа споменав за надворешното грејење, нема да ме чуди доколку некој од кандидатите понуди сонцето да го контролира. Тој тип на цинизам ти е својствен заради емисијата што ја правите и одлична емисијата, но Драган, да ги оставиме на момент и ти ги оставам кандидати, зашто кај мене ќе гостуваат, односно утински брифинг после 10:30. Сите тројца овие, да речем, главни ривали. Но она што е карактеристично за Куманово, тоа е македонскиот раритет. Се иселуваат во Македонија, се вратија афганистанците, тие што работеа и прилично ја одржува кумановската економија. Што станува сега со нив? Тие се тук, да, во право сте, тие се вратија, тие беа на привремена работа во странство, ангажирани во државите каде што имаше војни, Авганистан и Ирак. Таму американците ги повлекоа своите трупи и тие работеа како логистика за американската војска. И сега најмодерно е тоа што тие нормално ретко се вработуваат кај нас затоа што не им одговараат платите, ниски се имаат научено да работат за големи и високи плати и сега тужат затоа што македонската држава, не, никако, па тие се патриоти, нема да ја тужат македонската држава, не ја тужат ниту американската држава, ниту војска, туку си тужат по некој пат легално преку американски судови некои осигурителни компании кои им исплаќаат одштета затоа што имаат работено, колку што сум јас запознаен, затоа што имаат работено на подрачје каде што се војува. Да, во главном добиваат и тоа сосема пристојни суми и сега веројатно ќе ги реинвестираат. Јас им посакувам само за разлика од порано да ги реинвестираат во нешто продуктивно. Значи повеќе инвестициите беа упатени кон купување на недвижнини станови, дуќани, автомобили. Би сакал колкави се оштетувањето? Стигаат до 100.000 и над? Над 100.000 евра. Зборуваме за стотици илјади евра. И тоа не е лошо, супер е. Тоа е можеби најголемата инвестиција во Куманово во последното време. Кој вика дека македонците не се снаоѓаат? Колега Ивановски, уште само за крај. Ова е време во која излегуваме, да речем условно, од ова пост-ковид економска траума. Што станува со Куманово? Зошто толкав налет на отпор кон вакцинирањето? Па не знам, јас лично сум вакциниран. Не знам, можеби затоа што е забрането да емитуваме рекламни кампањи за вакцинација. Добро, имам податок дека Куманово е некаде најниско по степенот на вакцинирани.
Верувам дека треба малку повеќе едукација до населението. Ние како локален медиум навистина се потрудивме и во ковид кризата и сега да упатуваме апели до граѓаните да се вакцинираат затоа што сметаме дека тоа е единствениот пат да застанеме на патот на оваа криза. Но ако погледнеме по бројките на заболени, ако се сеќавате, бевме навистина во една турбулентна ситуација минатата година, сега тоа се држи под контрола. Верувам дека нема отпор. Имаш ли увид каква е моменталната економска ситуација на кумановското стопанство? Лоша, воглавном лоша и затоа јас ќе упатам еден апел до кандидатите за градоначалник и идните советници. Најважно нешто, мислам, освен тоа што треба да добиеме асфалт, вода, канализација е економијата. Значи стандардот мора да биде подигнат и апелирам до нив кој да победи да вработува што повеќе професионалци. Значи професионалци, луѓе докажани во својата професија, да не биде било кој сега некој на свадба ќе почне да го води орото и веднаш ќе пише во своето CV дека има лидерски способности. Имаме такви луѓе, но имаме и докажани професионалци кои можат да дадат многу од себе и да придонесат да живееме многу подобро. Дали во советничките листи има една помлада генерација, образовани, едуцирани надвор, кои можеби излегуваат од овие кумановски атари? Има, сигурно. Задоволен сум од понудата, има доста нови ликови. Младоста не мора да биде гаранција за професионализам, но може да биде добар потенцијал. И тоа е фино што влегуваат нови ликови во политиката, но пак ќе кажам, професионалци на вистински места, тоа е на доброто. Имаме и професионалци веќе вработени, но на погрешни места, па поради револтот не го даваат својот максимум. Тука треба да се насочи. И благодарам, тоа беше мојот колега Драган Ивановски од телевизијата Плюс, со која во наредниот период утрински брифинг на Сашо Ордановски директна понуда имаме од двајцата, ќе соработуваме со негова подготвеноста на телевизијата да ја презема овој омнибус наш утрински брифинг, како што тоа го прават најмалку уште 7-8 телевизии во внатрешноста. Инаку Сашо Ордановски, само како што се договоривме, после 10:20 тројцата соговорници дадоа начална согласност. Оливер Ивановски беше? Илиевски. Оливер Илиевски, Максим Димитриевски и актерот Тони Михајловски.